Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Над 2000 граѓани во општина Кочани јадат само 2 до 3 пати неделно. Покажуваат истражувањата на Банката за храна Македонија, чии представници во соработка со Екопак Хитот Кочани и Шампинјони Кис донираат 20 пакети со храна и 100 новогодишни пакетчиња. Целта е да се потикнат локалните правобитни заедници, граѓанските организации и бизнис секторот да допринесат да се развие системот, да сиромашните луѓе имаат барем еден достоен оброк дневно. Предновогодишна хуманитарна акција на делење пакети на социјално загрозени семејства организираше Банката за храна Македонија во соработка со Екопак Хитот Кочани и Шампинјони Кис. Целта на ваквите акции е да се укаже на потребата вишокот храна да не се фрла, туку да се донира на хуманитарни организации, односно да дојде до гладните и сиромашните. Преку вакви активности да се креира систем со кој што социјално загрозените семејства ќе може да имаат барем еден добар оброк дневно. Е целта на проектот Бизнис заедницата и угостителскиот ЕСНАФ во директна борба против сиромаштијата и гладот, чиј што почеток беше презентиран во салата на Советот на општина Кочани. Во изминатите 8 години по разни истражувања, само да укажем на тоа дека некако граѓани живееме на локално ниво, вашата општина, можеби ние не ги гледаме или вие не ги гледате самите граѓани, поминуваме покрај нив. Нашите показатели покажуваат дека над 2000 граѓани во вашата општина јадат 2 до 3 пати неделно. Тоа се поразителни податоци, не верувам дека ни една институција, нити еден градоначелник или било кој што може или одговара за граѓаните, дека сака да биде градоначелник на гладни и сиромашни луѓе. Нашата организација, како што потшепнав, е една од 363 банки во Европа, од 23 земји. Ние не нудиме топла вода, нудиме систем кој што равномерно и во текот на 365 дена би требало, а се може, во Македонија да се креира систем со кој што сиромашните социјално загрозени семејства ќе можат да имаат барем еден достоен оброк дневно. Во Македонија се фрла храна колку да се најаде и напие цел еден град како што е Кочани, покажуваат истражувањата на банката. Вие како јавност во Кочани знаете колку има потреба во Кочани, колку се јаде, колку се пие, толку цела Македонија фрла храна. Тоа значи дека Кочани како град, како на луѓето во самиот Кочани, да јадат и да пијат цела година. Толку фрламе храна во Македонија. Тоа е нашата совест на нашето општество. Сакавме една мала донација да им дадеме на семејствата кои заслужуваат да добијат нешто, на оние сиромашни семејства кои малку, меѓутоа многу ќе им значи. Ова што го имаме, верувам дека со мала помош и овие активности ќе продолжат и понатаму, нема тука да застанеме. Активноста е во соработка со компанијата Екопак Хит од Кочани. Ова е само почеток на, се надевам, еден доста голем проект и да допреме до сите, бидејќи ова е нешто со кое треба сите да помогнеме, сите да се вклучиме активно. Ќе имате доволно информации за понатамошните чекори во проектот, ќе бидат вклучени повеќе субјекти. Вие знаете дека Екопак Хит има повеќе клиенти, претежно кои работат со храна, така да мислам дека ова ќе биде една убава новогодишна честитка и за оние кои не можат да си дозволат да им бидат богати трапезите. Над 70.000 луѓе во Македонија се гладни или имаат еден или два оброка неделно. Во Скопје такви се над 10.000, а во Кочани над 2.000 лица. Ваквото вклучување на бизнис заедницата во системот за помош на гладните и сиромашни ќе продолжи во иднина, вели Христов, и додава дека тие производи од големите компании, како што се шампинјони, например, ќе бидат употребени пред се во народните кујни, а потоа и на социјално загрозените семејства. Комуналното предпријатие Солидарност од Виница ќе набави нови водомери со електронско отчитување на потрошената вода. За таа цел планира да вложи околу 50.000 евра, а уредите се со различен пречник и капацитет за мерење на потрошувачката. Комуналното предпријатие Солидарност од Виница планира да ја осовремени контролата на потрошувачката на вода од водоводната мрежа со поставување современи уреди за далечинско отчитување. Со таквиот начин на мерење треба да се обезбеди попрецизно и полесно добивање на резултатите од потрошувачката кај домакинствата и кај правните субјекти.
Според техничката спецификација на тендерската постапка за јавна набавка, што заврши деноиве, од сметката на предпријатието е планирано да се потрошат 3 милиони денари, со кои се предвидува да се набават 430 така наречени повеќе млазни водомери со мокар механизам, оспособени со модул за далечинско електронско отчитување. При тоа водомерите се со различен пречник, односно капацитет на проток на водата, од кои најголем број, околу 300, се со пречник од 3/4, какви што се користат во домакинствата и кај сличните потрошувачи, а останатите се со поголем пречник и се наменети за поголемите корисници. Поставувањето водомери со далечинско отчитување се смета за оправдана инвестиција заради унапредувањето и осовременувањето на системите за водоснабдување, бидејќи на тој начин се обезбедува редовно читање на потрошената количина вода без да се бара присуство на сопственикот. Освен тоа се добиваат и информации за дефектите во мрежата, како и за неовластено манипулирање со водомерите. Во Музеот Теракота во Виница се конзервира материјалот кој што беше откриен со последните истражувања на локалитетот Коколов Рит. Конзерватори се Перо Кованцилиев и Бранко Величковски, а проектот е подржан од Министерството за култура на Република Македонија. Музеот Теракота од Виница деновиве работи на конзервација на повеќе керамички садови кои беа откриени на локалитетот Коколов Рит. Музеот Теракота од Виница годината ја завршува со еден проект за конзервација на керамички материјал од археолошкиот локалитет Коколов Рит. Ова е проект кој што е финансиран од Министерството за култура на Република Македонија. Се работи за втора фаза на овој проект. Предходно беа извршени конзерваторски истражувања во врска со овој материјал, а сега следува негова реализација, односно конзервација и реставрација на керамички материјал кој што беше откриен во археолошките истражувања на овој значаен археолошки локалитет во 2014-2015 година. Се работи за керамички садови кои што беа откриени на периферијата од тумулот број 1 на Коколов Рит. Се работи за светилиште од крајот на бронзеното време пред нашата ера и почетокот на железното време, каде што под кружни конструкции на камења откривме поголеми концентрации на керамички садови, кои што најверојатно биле оставени тука како вотивни дарови во чест на вегетативниот култ кој што бил почитуван особено на Балканскиот полуостров во тоа време. Исто така имаме и керамички садови од периодот на раното бронзено време. Тоа е третиот милениум пред наша ера. Се работи за уникатни примероци на садови кои што во овој регион ги нема. Ги има во делот на Северна Македонија и Јужна Србија и делот Бугарија. Значи, овие се уникатни примероци кои што вредат да бидат реставрирани и да ја пополнат нашата праисториска збирка во Музеот Теракота. Конзерватори се Перо Кованцилиев и Бранко Величковски, а проектот е подржан од Министерството за култура на Република Македонија. Спортско-риболовното здружение Кочански рибар одржа воредно изборно годишно собрание, на кое беше сумирано работењето во изминатите 12 месеци, а се утврдија и задачите што треба да се реализираат во текот на оваа година. Досегашниот председател на здруженијето Димитар Димитров ја доби довербата да ја извршува истата функција и во наредните 4 години. 4 години по основањето на спортското риболовно здружение Кочански рибар, тоа е едно од најбројните и најактивните во Македонија. И покрај големиот број искушенија и проблеми пред кои се најдоа риболовците рекреативци, сепак работата на друштвото во досегашниот период може да се оцени како успешна, а потврда за тоа е што во моментот брои околу 400 членови. Ова, меѓу другото, беше истакнато на вонредното изборно годишно собрание на риболовното здружение, на кое пред присутните членови на собранието се најде изборот и на нови раководни тела. Од тројцата предложени кандидати за председател, присутните со мнозинство гласови довербата му ја дадоа на Димитар Димитров, кој и досега ја извршуваше оваа функција. Чим ја имам довербата веќе од членовите на риболовното здружение за уште 4 години, тоа значи дека е уште поголема одговорност.
Визијата секош на риболовното здружение е да се створат поголеми и подобри услови за рекреативен риболов на нас како членови, но воедно и самото место да го направиме но туристичко, за да можат да доваѓат и рибари и наши сограѓани кои што сакат да уживат во еден таков спорт на нашата акумулација Граче. Меѓу другите приоритети Димитров го спомена и одржувањето и уредувањето на околината на Кочанската брана, но и понатамошно порибување и заштита на рибниот фонд. Со оглед што поминаа скоро 2 години од добивањето на 6-годишната концесија за акумулацијата, Сдруженијето Кочански рибар ќе се потруди тоа да го оправда и да обезбеди нов период за користење на овој водостопански објект. Новина во работењето на друштвото ќе биде изголемената одговорност, затоа што во наредниот период се проширува опфатот на риболовниот ревир. Новина не е тоа дека реката, односно брегалница кој што припаѓа во Кочанска општина, веќе е составен дел со акумулација Граче. Тоа значи дека сите рибари кои што веќе го имат, ја имат дозволата од акумулација Граче може да рибарат и на тој ревир, односно на реката. На воредното годишно собрание се најдоа и точки за избор на нов управен и надзорен одбор на Сдруженијето, со што тоа полноправно ги исполнува условите за законско работење и во наредниот 4-годишен период. Од општината излегоа со информација за собрани средства од организираниот концерт за помош на Методи Митев. Собрани се вкупно 242.000 денари. Од продадените билети за хуманитарниот концерт на Методи Митев се собрани 242.000 денари. Од 3.000 билети, од кои 1.000 беа наменети за фирмите по цена од 200 денари, а останатите по 100 денари, се продадени 1.367 билети. Остатокот од средствата се уплатени како донации од фирми, здруженија и поединци на донаторската сметка на Митев. Дополнително се очекува уплата на најавени средства уште од неколку фирми, меѓу кои од рудникот Саса, а во вкупната сума не е пресметан и приливот од телефонските јавувања за време на хуманитарните активности за Митев. Општина Кочани како организатор на концертот изразува голема благодарност до коорганизаторите, има да продукција и ресторанот Пролет, како и до сите подражувачи на добротворниот концерт за Митев, кои покажаа големо разбирање за помош на нашиот сограѓанин. Општина Кочани ќе подржи секоја хуманитарна активност со цел сите потребни средства да бидат обезбедени, а реализирањето на операцијата во Кина и подобрување на здравствената состојба на Митев да биде остварена. Да се унапреди процесот на учење и усвојување знаења од областа на математиката со користење на ИКТ и веб алатки е целта на проектот Математика доживотно, во кој што е вклучено и Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, заедно со уште 5 училишта од други држави. Проектот денеска беше презентиран пред учениците со цел нивно вклучување во активностите. Средното општинско училиште Лјупчо Сантов од Кучани учествуваше на повикот од К2 стратегиското партнерство и го доби проектот под наслов Математика доживотно. Целта на проектот е унапредување на процесот на учење и усвојување на знаења по предметот математика со користење на ИКТ и веб алатки. Нашето училиште во проектот учествува заедно со други 5 партнери училишта, и тоа училиштето Абдулеким Бенги Анадолу од Турција, Техничкиот и индустријскиот институт од Италија, едно приватно училиште од Кипар и Националното педагошко училиште од Романија, Мирче Скарлат. Во врска со овој проект беше остварена прв транснационален состанок во Турција од 22 до 26.11. Проектот трае, односно започна од октомври 2017, тоа е 2-годишен проект, ќе трае до септември 2019 година. За во текот на 2018 има планирано во април
една работилница на која што ќе учествуваат 6 ученици и 4 наставници, која што ќе се одржи во Кипар, а за целите на овој проектот во текот на месец јули е предвидено од останатите училишта партнери да дојдат и да бидат гости во нашето училиште. За вклучување на учениците во проектот имаше јавен повик во рамките на училиштето и за почеток во проектот ќе бидат вклучени околу 20 на ученици од 2 и 3 година, кои што заедно со нивните професори, одговорни ментори Бранка Иванова и Весна Кушевска ќе работат заедно со партнерите согласно договорите на споменатиот прв состанок во рамки на проектот. Младинската организација од гимназијата Лјупчо Сантов по 10-ти пат го организираше кошаркарскиот надпревар помеѓу професорите и учениците. Средбата се одигра во четврток во училишната сала, а по неизвестниот резултат до крајот победија професорите со погодок во финишот на надпреварот. Професорите и учениците во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов повторно одиграа меѓусебен надпревара во кошарка за да ги одмерат знаењата и силите надвор од училниците. Во изминатите години се одржаа 9 вакви средби, а во пресрет на новогодишните празници училишната младинска организација во четвртокот го организираше новото преслушување меѓу традиционалните противници на паркетот. Интересот за надпреварот беше солиден, училишната сала беше скоро целосно исполнета, што покажува оти ваквото спортско дружење треба да остане традиција. Веќе 10 години, како што можете да видите, ќе се одржи, односно веќе е во тек на надпреварот на наставници против ученици. Една прилика да надвор од ученичките клупи, надвор од оние вообичаени притисоци за повторување и оценување се дружиме заедно со учениците, односно да ги охрабриме тие неформални средби и ова еден вид на неформално учење и една прилика да се сретнеме на исто ниво и една прилика е и учениците да се радуваат во победите против нас. Иако резултатот од ревијалниот надпревар не е најважен, сепак професорите и на паркетот ги преслушаа своите ученици. До крајот на надпреварот траеше неизвестноста околу победникот, а професорите со погодокот дури на самиот крај победија со 64:62. Целта за организирање на настанот е исполнета, со спорт и музика се реализираше вистинско дружење што траеше скоро 2 часа. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се играат надпреварите од првото коло во вториот дел од првенството на втората футсал лига. Двете кочански екипи ќе гостуваат во Куманово, а идната недела ќе имаат и меѓусебен меч во рамки на Купот на Македонија. Веднаш по завршувањето на првиот во првенството на втората футсал лига на Македонија продолжуваат надпреварите од вториот дел. Викендов ќе се игра првото коло, во кое и двата кочански представника ќе гостуваат во Куманово. Поискусната футсал екипа на Унипап за противник ќе го има послабиот тим на Биџо, кој сезонава играше променливо. Ако се има предвид високата победа на кочанските фудбалери кога му беа домакини на истиот противник во првото коло од првиот дел, тогаш можно е да се постигне изненадување и тие да се вратат со бодовите. Екипата на Торпедо пак за противник во првото коло ќе го има тимот на Илирет, кој предходната сезона беше прволигаш. Токму поради тоа, задачата на гостите од Кочани, кои годинава се дебитанти во лигата, ќе биде далеку потешка. Инаку тие во првиот меѓусебен надпревар со кумановци на домашен терен славеа победа од 7:2, така што може да се очекува престојниот дуел да донесе резултатска неизвестност. Освен настапите во првенството, Унипап и Торпедо ќе имаат и меѓусебен надпревар, што ќе се игра во рамки на Купот на Македонија. Средбата е закажана за во вторник во салата на основното училиште Никола Карев.
Почитувани, со прогнозата за времето го завршуваме и ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатен викенд. Довидување.